некој добро утро, некој добар ден. Мене добар ден, сум тама порано денеска, фалам на Господ за тоа што имам привилегија да можам да споделам од Божјото Слово воедно и да видам дека наистина црквата живее и дека луѓето доаѓаат и сакаат да слушаат за Господ. Денешната тема што сакам да разговараме, братот спомна дека е многу важно сите да го спознат Христос и да видиш каков е, но денеска сакам и да знаеме што Христос не научи, што ни остави, какви луѓе да бидеме и што да правиме во животот. Како да се бориме, како да не паѓаме во духот, како да живееме еден духовен живот исполнет со праведност. Темата се вика тајните оружја на верата. И сега некој ќе си рече, па за какви само оружја зборуваме? А ние денеска сакам да зборуваме тие, што се тие, да зборуваме зошто се тајни, како функционираат и кога да ги користиме. Ние сите читаме, се учиме по Божјото Слово, но треба да знаеме да го практикуваме. Апостол Павле вика, не бидете само слушатели, туку бидете извршители. Правете го она што изборува Бог. Сега, ние христијаните не сме само необични војници или необични луѓе кои поверувале во Исус и биле спасени и ред други работи. Ние сме луѓе кои треба да размислуваме како во животот да се одбрануваме од лошите работи, како да се оттргнуваме. Само еден вели не стои, не седи со луѓе развртиви, како ние треба да бидеме луѓе кои ќе се ограничуваат од светот за да можат да останат во Христос. Сега, Бог не ни оставил, Исус Христос ни кажа многу примери како да живееме и што да правиме. Не ни оставил само оружје, туку ни оставил на вистина да бидат тајни. А зошто се тајни? Затоа што тие им се откриени само на луѓето кои веруваат во Христос. Зошто им се откриени? Бидејќи тие го читаат Божјото Слово. Затоа сакам денеска сите да ве поттикнам. Оној кој оставил својата Библија настрана и мисли дека нема време. Првото време што треба да го дадеме ние на нашиот Бог е тоа да застанеме и да прочитаме што тој сака да ни каже за тој ден. Во Исаија 66 глава на почетокот вели: еве на кого ќе погледнам. На оние кои се скршени во срцето, они изливаат духот и на оние вика кои треперат пред моите слова. Дали е тоа за наш некоја само книга или е нешто што ние сакаме да го живееме? Сега, првото нешто што сакам да го знаете е дека тие поттикнуваат и доаѓаат од Духот Божи. Тие не дојдоа од некој човек. Правите вака и вака добро ќе ви биде. Исус Христос покажа дека додека ги правеше своите чуда, ги практикуваше овие работи и во се ја поразуваше тамината. Во се ги поразуваше лошите работи што им се случува. Дали беа тоа болести, дали беа некои зависности. Братот сподели, кога дојде Бог во неговиот живот, тогаш се случува вистинската промена. Затоа ние мора да ги знаеме овие. Светот не ги разбира, затоа што не сака да го отвори Божјото Слово. Сите викаат, јас сум читал Библија. Ама уствари, многу малку од луѓето ја отвориле Библијата и знаат каков е Божјиот карактер. Божјиот карактер е нешто што никој друг не може да го достигне. Зашто? Затоа што целата мудрост му припаѓа на Бог. И сега, ние треба да примаме од Него. Како? Преку читање. Многу едноставно. Тие треба да ги практикуваме кога сме дома во нашата скришна соба. Да знаеме да ги користиме, да знаеме да ги практикуваме секојдневно, не 2 дена или во недела јас сум многу духовен, се молам, постам, правам, а 6 дена во неделата не сум ништо поразличен од другите. Ќе одиме првото оружје, а тоа е името на Исус. Вижте еднаш. Зошто името на Исус е нашето прво оружје? Зашто? Бидејќи кога ние го користиме името на Исус, почнуваме во името на Исус, ќе го правиме тоа. Во името на Исус ќе го правиме. Што ќе правиме? Ќе го користиме во секоја наша работа
што ќе правим. Пример, јас на работа, кога сум многу заморен, кога не можам да издржам некој во името на Исус, ќе издржам и го направам тоа. Тоа многу ме охрабрува за да продолжам да го завршам денот како што треба. На мојот Facebook профил, на позадината го имам ставено стихот од Филипјаните, кај што вели: се можам преку Христос кој ми дава сила. На тој начин ние самите себе ќе се охрабруваме. Сега, што е името на Исус? Тоа не е само некој обично име, не е некоја титула, тоа е небесен авторитет, кој сите ние треба да го познаваме. Тоа е печатот кој ја победи темнината. Сите демонски сили подклекнаа под ова име. Зошто? Бидејќи во Филипјаните 2 глава 9 стих вели: му даде име над секое име. Затоа ова име Исус не е обично име. И затоа ние треба да го прифатиме ова име. Затоа што верували или не, ја многу пати, кога имаме евангелизација, првото нешто што сакам да го кажам е дека луѓето си мислат дека Библијата е само некоја обична книга и таму е тој Исус кој е бил обичен човек. Ајде да речам како што муслиманите велат бил само профет, пророк. Сега, зошто ова име Исус трае толку многу години? Ако беше некој обично име, ќе се забораваше таа Библија до сега, тие записи, таа Тората и се од Стариот Завет и од Новиот Завет ќе се изгубеше на некој начин и ќе беше заборавена книга во историјата на светот. Но видете колку многу се штампа таа. Колку многу пати се прави и се произведува. Колку многу пати луѓето сакаат да ја купат иако имаат една, прават уште една. Сакаат да имаат нов превод, нешто ново што може да им се открие. Зошто? Заради тоа што оваа книга е жива книга. Живо слово кое менува животи. Слово кое Бог никогаш нема да се загуби. Зошто? Бог нема да дозволи да се загуби. Зошто? Затоа што Бог е жив и ден и денеска. И денеска Бог не повикува ова име Исус да стане првото име во нашиот живот. Да не биде име кое ќе биде само на празникот Великден и на празникот Божи. Затоа сакам да ве охрабрам. И зошто е тајна? Затоа што ѓаволот никогаш не сака ние да го изговараме. Тој се труди да биде тајна. Никој да не го запознае. Тој сака да го заташка, негде да го закопа во некоја кал и ние луѓето да не го познаеме. Но затоа ние Словото вели, како ќе познаат ако нема кој да им проповеда? Затоа ние проповедаме. Затоа зборуваме дека името Исус е над сите имиња. И затоа апостолите го кажаа тоа во Дела апостолски. Нема друго име под небото преку кое ние може да се спасиме. Како да го користиме ова? Да го користиме кога гледаме дека имаме проблем на нашиот живот. Да кажеме во името на Исус, ова ќе помине. И тоа ќе не охрабри. Зошто? Затоа што името на Исус прави чуда. Затоа што Исус правеше чуда, прави и ќе прави. Некои велат, порано имало. Порано Исус исцелува. Не, ние сме сведоци дека Исус исцелува и ден денес. Да го користиме кога имаме проблем. Не знаеме каде. Кога си велиме и сега е моментот да кажеме во името на Исус ќе се заврши се ова. Словото вели се содействува на добро за оние кои му веруваат. Ние треба да го користиме ова име, да му веруваме на ова име и да знаеме дека може да ни помогне во секој момент. Бог не е човек за да се умори. Бог само што ќе го кажеме името Исус, тој е веднаш тука. И вели Словото таму каде што се двајца или тројца јас сум помеѓу нив, тој седи тука до нас. Треба да го веруваме тоа. Сега. Ова име може да ослободи, како што кажа братот, од зависност и од паника, од анксиозност. Зашто? Бидејќи името на Исус го носи мирот кој не може никој друг да не даде. Тој самиот кажа во Евангелието: мирот мој ви го давам, пред да замине. Им кажа на учениците: мирот свој ви го оставам, но не како што го дава овој свет. Затоа да го користиме. Како да го користиме? Со авторитет. Да не се сомневаме во името на Исус, што е многу важна работа. И да знаеме дека тоа е нашето наследство Божие. Името на Исус е нешто најскапоцено што ние можеме да го добиеме.
сега, да го користиме и кога се молиме. Како што вели брат Гоче секогаш на крајот, адресирајте ја пораката. Кажете, во името на Исус. Амин. Да не биде, ја Господи сакам ова, она, тоа, ваму и таму, и на крај да заборавиме на кого му го кажуваме ова. Затоа секогаш да велиме во името на Исус. Второто оружје е молитвата. Молитвата која ние ја имаме дома. Колку од нас имаме скришно место, каде знаеме да отидеме сами кога ќе видиме, да отидеме да му кажеме Боже, ми треба тоа. Е ова оружје, молитвата, треба да се молиме за луѓе било каде, но молитвата во тајност има посебно помазание. Зошто? Бидејќи може би некои од вас сте го гледале филмот War Room за онаа бабичка која се молеше во својата соба, постојано бараше од Господ и секогаш тоа што го бараше во тајната соба не се исполнуваше. И кога таа почина, дојде еден пастор и само што ја отвори вратата, кога влезе внатре, го почувствува Божјото присуство и рече: овде некој многу се молел. Дали имаме свое тајно место, каде што му пристапуваме на Бог да му кажеме за нашите проблеми? Молитвата во тајно, многу пати ми се случило, ве се молев така дома малце за еден брат. И уоп чудо! Тоа што го молев, Бог ми ја услуши молитвата. Зошто? Затоа што било искрено. На место. Знаете, ние, и јас се пронајдам во ова на почетокот кога поверував, јас сакам да се молам луѓето да бидат леле, овој како молителе. Леле, овој кога се моли чуда се случуваат. И не се случува кога така се чувствував јас. Но кога почнав, не сум ја некој долг молител да заборавам пола сат, 40 минути, сат време. Јас сум 5 минути, ама со своји зборови кратко и она што баш за тој ден имам мака да му го кажам на Господ. И за некој што сум рекол за некој брат што ќе се молам. Обично сите се молат, ќе седнат негде, пример јас кажувам за мене. Ја ќе легнам дома да спијам и тогаш светлото е угасено, нема никој, ја тогаш се зборувам со Господ. Тогаш му кажувам во себе, Боже, јас знам дека ти ќе направиш тоа што го барам на тебе. И затоа верувам, и многу пати ми се случило. Многу кратко, 5 секунди некојаш ќе се помолам за нешто и Бог ќе го направи. Молитвата е интимна, скриена комуникација со Бог. Вика, Матеј 6 глава 6 стих, вели, моли се на Отецот кој е во тајно и ќе те награди јавно. Молитвата се слуша највише таму на небесите, кога сме насамо со Бог. Таму гласот Божји се слуша најјасно од сите. Таму нема кој да ти џука, нема кој да ти тропа, кој да ти вика. Таму кога ќе го слушнеш гласот Божји, го препознаваш во целост. Каде да ја применуваме? Зошто ја применуваме молитвата? За да се отвори Божјата рака. Кога ние ќе кажеме Исусе, тој вели, ајде кажи. Не е Бог што седи ти слушаш како он да не те слуша. Бде он чека. Што им рече на учениците? Бдејте, молете се заедно со мене. Сега е моментот, ни треба молитва. И ние треба да знаеме во било кој проблем, било каде и да се наоѓаме, во било која безизлезна ситуација, треба да го повикаме нашиот Исус. Зашто тој вели, ќе бидам со вас до крајот на светот. Зашто го кажа тоа? За да знаеме дека во секој момент, до крајот на нашиот живот и до крајот на овој свет и до вечноста, тој ќе биде со нас. Затоа немој да се плашите. Знаете дека во молитва кога ќе го барате, тој е тука. Каде уште да ја применуваме и зошто? За да створиме духовна атмосфера. Јас сум многу благодарен на мојата сопруга затоа што она е, ќе речам, многу по исклучително, многу поише посветена од мене на молитвата. И јас осеќам дека кога она се моли, се случува нека друга духовна атмосфера во нашиот дом. Она ќе застане со соба и таму, она си се моли. Јас седам со децата, дали Јован спие, дали Андреј му кажува да седите, ама највеќе она се моли. Тоа е тоа што ние треба да го правиме. Јас многу пати си велам, Боже, некогаш се молиме заедно, некогаш не, за зависност кога сум уморен на работа, едноставно заспивам, почнувам да се молиме и јас заспивам. Меѓутоа се трудам да
да одржуваме таа молитва. И верувам дека кога ние се молиме, дека духовната атмосфера се менува и во црквата, и во домот, и било каде. Зашто треба да ја користиме молитвата? За да се смириме. Да го смириме умот пред Бог кога ќе дојдеме. Пред Бог тогаш ние се смируваме. Многу пати ми се случува на служба, кога видам уште, сите си прават молитва, брат Цоки, пасторот ќе викне, ајде да се смириме пред Господ. Како се смирувам? Молитва. И тогаш све се стишува. Тогаш се слуша само тој што се моли. Затоа и ве охрабрувам. Сестра Борка увек сака да се моли. Да видиме како не. Да се моли. Да пристапиме помеѓу песните, да му се помолиме на Господ. Да не викаме ја понизен ќе бидам. Бог не бара понизност кога треба да стигнеш на ред да се молиш. Тој сака да бидеш ревносен за да се молиш. Не да бидеш понизен, да викаш, ај чекај, ја нема да се молам, нека се моли некој друг. Моли се. Многу ми се допадна сестра Немка што одма после брат Гоче се помоли. Па ние можеме и 5 души така со редослед да се молиме. Зошто? Затоа што Бог е небесен татко, сочувствителен Бог, кој сака да слушне што ние имаме да му кажеме. И кога ние ќе побараме, тој ќе ни даде. Вика, се што ќе побарате у молитва ќе ви даде. Како да ја користиш? Одвој колку време можеш во својот ден, ама моли се. И јас не можам така да останам долго време, ама кроз денот, кога се случуваат некои работи околу мене, кога немам сила, кога има некои напади од колеги, од луѓе што ме познаваат, јас се молам во себе додека сум на работа. Затоа верувам дека сигурно минимум саат, може и повеќе по минимум. Слушам песни и се молам. Многу сакам да слушам аудио Библија и кроз тоа кога ќе слушам некој важен стих си викам, Боже, направи ме мене вако да бидам. Тоа е молитва. Да го правиме тоа секој ден, да го правиме кога сме згунети, кога сме под напад, кога не се осеќаме добро, кога осеќаме дека нешто лошо ни се случува во нашето семејство и кога гледаме дека нема решение. Тогаш е време за молитва. Тогаш е време за молитва, да му кажеме, Боже, ти си достоен да го промениш ово. А Исус рече, се што ќе побарате, ќе ви дадам. Е сега. И одиме на третото оружје, кој многу од нас малце го практикуваме, тоа е постот. Јас ќе си признам, порано многу поише постев во недела, сега ретко не знам зашто, па дури може би треба и да застанам во молитва и да се прашам зашто е. Ќе бидам искрен, дали може би не чувствувам силна причина, но Исус Христос рече во Евангелието вели, овој род вели се чисти само со молитва и пост. И сега, нема да навлегам во таа тема, но има стадиуми, различни ситуации во нашите животи, каде што ние можеме да поминеме полесно со кратка молитва, но има време молитва што мислам има искушенија кои ние мора да ги поминеме и во пост. Фала на Господ, во последно време не сум со толку нападнат, но верувам дека треба да го правиме ово. Сега, што е постот? Постот е духовно одрекување од храна или задоволства за да се направи духовен пробуд. Многу пати луѓето мислат дека постот е за да ослабиш. И се тешат од тоа, па да, ќе намалам килажата и ќе бидам поздрав телесно и Господ се грижи за моето тело. Да, Господ се грижи за твоето тело, тоа е точно, но постот е оддалечување од телесноста и приближување кон духовниот свет. Што значи тоа? Дека ти можеш да постиш и да слабееш, но ако не се приближиш тој ден до Господ и да читаш, ништо не се постигне. Зошто? Затоа што постот е нешто што прави ние да не размислуваме на работите околу нас, туку да се приближиме до духовниот живот. Јас нема да мислам да не ме свати никој погрешно, нема напаѓам православието, но таму има многу видови да постои. И сега не велам дека тоа е погрешно човек така да се оддалечува, но многу пати сум сретнал луѓе што постат дури по 40 дена со некој вид на храна, ама никогаш не застануваат да прочитаат. Имаме пријател од Пинтиев, он цела година пие, збори лоши работи, не знам што уште не прави,
И кога ќе дојде Великден, еве ти го пости 40 дена и сега не ме пипајте, сега не пијам, сега не зборам лоши работи. Дур го збори, дур кажува за постот, не збори лоши работи, после ми пушта слика на Facebook, вика, брат, види ова, ја запозна ми ја донесе колата на сервис. Викам, дали си ти, брат, приселен? Знаеш шо? Абе, нели постиш, викам? Да, бе. Ще постиш. Абе, не е во, викам, пред Господа го правиш ова, да збориш такви работи, викам им да кажеш постам. Нема. И со тебе, вика, ти со тие книгите, вика, не се прави муабет со тебе. И затоа мислам дека кога ние постиме, треба, Бог не вара од нас тоа да биде 40 дена, јас сум сигурен за тоа. Исус постеше 40 дена во пустината и тоа е еден многу силен пример, што ако ние можеме да го направиме, треба да го направиме. Ама да почнеме барем со едно јадење во денот, да го скокнеме до ручекот и да кажеме денеска во недела ќе постам за нешто и барем до после службата нема да јадам. Да тоа ни биде една таква стартна позиција. После ако можеме и 2 јадења и 3, слава на Господ. Да останеме цело време у Божјото присуство преку денот би било одлично. Сега. Тоа е еден личен чин, зашто Бог го гледа срцето кое се жртвува. Вие кога постите се оддалечувате од секоја она убава работа за телото, што значи жртвувате секоја убава работа тема што треба да ја имате, за да се доближите до него. Тогаш Бог го цени тоа. Како да го применуваме постот? Кога имаме некој проблем, да бидеме во молитва, за да ги искрши сите тие упоришта во нашето тело и болести што ги имаме, да постиме, ние многу пати Ивана пости за Јован, за неговото исцеление. Јас, ќе бидам искрен, може би едно 6-7 пати само сум постил во овие 4 години за тоа. Се молам секогаш за тоа, а сум постил едно 6-7 пати. Она знае во секој пост да го напомне тоа дека барам Господ Јован да види исцеление. Тоа ни е навистина за мене силен пример, затоа што јас уживам да видам во Божјото присуство читајки, ама не секогаш ќе го постам. Да го намали постот е да го намали екот на овој свет. Што значи тоа? Сите тие работи во неделата што ми се склучуваат, лоши работи, работа, не знам, сме биле ваму, сме биле таму, кога ќе се одвоиме од сето тоа, ние доаѓаме во Божјото присуство, таму каде што има најголема тишина, таму каде што читаме, општиме со Бог, и тогаш тоа ни помага да се оддалечиме од светот. Тоа е нешто што е многу најважно. Сега, најсилната работа што постот може да направи е да ги скрши духовните пречки, духовните ѕидови, духовните врзувања во нашиот живот. Зошто? Бидејќи Исус самиот каже, некои работи се чистат само со молитва и пост. Некои само со молитва, ама има работи што треба да се пробијат со постење и со силно општење. Постот е исто, моје мислење дека е забрзување на Божиот одговор. Јас ке се сеќавам лани, кога се молевме за евангелизацијата, многу пати се случуваше, уште не дојде на евангелизацијата, а ние веќе бевме охрабрени. Дека Бог ќе направи чудо, дека ќе се промена, дека ќе се чуе евангелијата од Рача, и тоа беше на голем благослов за сите нас. Дури направивме ланец пост, се сеќавам, сите заедно постепме. Зашто? За да ги скршиме тие духовни упоришта кои се врз дракио, врз нашиот град, врз нашиот држава, што е многу важно за секој верник. Не сега. Да го користи, кога да го користиме? Кога имаме затворена врата во нешто. Гледаме дека работата не ни оди, тогаш ќе кажеме, Господи, сега ќе се молиме сите заедно, или сам со сопругата, или било како ќе постиме, ќе веруваме дека Бог ќе направи пробив во таа работа. Нешто што е многу важно. Четвртото оружје е славењето, или вистинското поклонение. Како на вистина Бог сака ние да пристапуваме пред Неговиот трон. Што значи да се пристапи пред Неговиот трон? Кога ние доаѓаме да имаме точен начин на славење, точно да го
правиме она што Бог сака да го правиме. Да не правиме, пример, ние веруваме, евангелските цркви веруваат дека славата му припаѓа само на Бог. Другите религии веруваат дека треба да се слават и светци. Некои веруваат дека Исус пак не е Господ и треба да се слави само Отец. Ние имаме свето тројство, Татко, Син и Свети Дух, кои се едно и исто во три форми. Што значи тоа? Кога ние го славиме, ние треба да му даваме целата слава на нашиот троеден Бог. На Духот Свети, и на Исус, и на нашиот Татко Небесен. Затоа што нашиот Бог сака да биде обожаван во сите форми. Зошто? Затоа што тој делува во сите форми. Духот Свети делува тука помеѓу нас, Исус е оној кој се застапува за нас, а Таткото е оној кој го исполнува тоа. Трите форми се покажани дека ние треба да бидеме едно навистина, пошто ние самите сме создадени од дух, душа и тело. Исто, три работи. Сега, кога го славиме Бог, тоа да биде на буквално правилен начин. Зошто? Бидејќи Бог вели, јас славата не ја делам со никој. И ако Бог вели дека славата не ја дели со никој, ние нормално, ако веруваме, и ако навистина сме го прифатили Исус, треба да му ја даваме славата само на Него. Сега, Бог живее, Псалм 22, 3 стих вели, Бог живее во славата на својот народ. Каде живее Бог? Во славата на својот народ. Заприметете го, колку краток ама силен стих. Каде живее Бог? Во славата. Кога ние пееме и го славиме, Божјото присуство е тука. Тоа е тоа што покажува каде живее Бог. Знаете, ние кога славиме, сите се соединуваме во едно. Пееме раце, подигаме, сите заедно го правиме тоа. Тоа сака Бог да го види. Да не види сите заедно како го славиме. Не е грешно да го слави, ја дома сам си го славам по 5 сати в ден. Да знае, ова пијано да збори, не знам што би кажал. Или Ивана многу пати, мам бе човек, викам, мамо, уште кога ќе завршиш? Викам, немој, викам да ме закачаш, викам, многу е добро да се слави Бог. И кога ние дома го славиме Бог, ѓаволот не може, вака седи со затнати уши, не може да издржи таму. Затоа ве охрабрувам, славете го. Зошто? Затоа што светот мисли, многу луѓе мислат, овие си пеат сега некои песнички таму, ла, Исус, Исус, ама не сваќаат колку сила има славењето и колку, не знам кој ми кажа, дали ангел или некој друг не се сеќа, вака ми вели, кога се молиш, вика, само се молиш, ама кога славиш и се молиш. И сега, ако ја гледам тоа, дека е така точно, леле, па ја по 3-4 сати знам дома да свирам на пијаното. Си вежбам, сакам да научам нови песни и све, ама е многу ми е убаво. Од кога се научив, ќе речем, ајде да не испадам дека се фалам, ама од кога се научив ми се смени целата атмосфера дома. Обично Ивана, јас кога идем на работа, ќе го пушти телевизорот, децата едното у градинка, другото у школа, она обожава да седи да го слави Бог. И тоа го прави. Двајца ли сме дома, тројца ли сме, пуштате некој песни и го пеат, ѓаволот вака ќе се шета, не може да седи тука, ќе рече, ајо ние кој ќе завршат, ќе дојдам. Знаете зошто тоа прави така? Затоа што вас, умот, срцето ви се во континуитет насочени кон песната. И ѓаволот нема пристап, он сака да ти шепне нешто, ама ти не го слушаш, песната ја слушаш. Славете го Господ, пуштете песни. Нека свири нешто што ќе го славите Бог. И тоа ќе направи да не може тој да се продре во домот, било каде, или во кола. Јас цело време обавезно се качувам во кола и пуштам, кај да се возиме, мора музика да свири. Зошто треба да го применуваме? За да го намалиме страхот во нас. Пример, може да возиш и 200 со колата, што не е дозволено, ама кога пееш и возиш 200, ти мислиш на песната, пример. Не кажувам пример што не треба да правиме, ама малку да се насмеем. Возите, ако возите и ако гледате во патот колку магла имало, ќе ја фаќа страф, ама ако возите со вера дека Господ ве чува и дека го славите во моментот, нема да се плашите. Треба да го славиме затоа што славењето го носи Божјото присуство, го исцелува срцето и го отвара патот за да направи многу чуди. Многу пати сме биле сведоци дека кога го славиме, Бог се случуваат исцелени. Така да,
Користете го за да имате духовна атмосфера во вашиот дом. Да пеете со вера, да ви се отворат емоциите. Јас еднашка, има можеби година и нешто, седам дома од Сабајле, ја пуштив песната Waymaker, Miracle, таа е Пат од Исус на македонски. И ја слушам, сите спијат, ја слушам. И песната вика, вика, кој сум јас? И ја отварам Библијата, читам после една глава, доаѓа моментот, вика, што велат луѓето за мене? Кој сум јас? Некој велат вели дека си пророк, други велат дека станува Петар, вика, ти си син на живиот Бог. Верували ли не во тоа присуство, мене Бог ми даде инспирација за проповед. Кој е Исус во нашиот живот? Не, викам, колку е добро вака, ќе си седам, викам од сега стално, ќе си пуштам песни за слави и некогаш еден збор од Духот Свети може да разбуди големо откровение во нашите срца. Не мора тоа да биде проповед, ама нешто што некогаш може би не сме го разбрали. Сега, да ги читаме и псалмите. Псалмите има толку многу сила. Давид го слава со сето срце. Затоа Бог вели најдов човек во моето срце, затоа што Давид вика, дури измислуваше нови инструменти, вика како да го слави Бог. Он се барал нов начин како да го прослави Бог. Нека тоа биде едно нешто што ќе го промени нашиот живот во нашите домови, да се смени атмосфера. Дозволете му на Господ да живее во вашиот дом. На тој начин ќе успевате. Следното оружје е простувањето, она што го зборевме минатата проповед, ќе бидам краток за ово. Тоа е нешто што го ослободува срцето. Кога ние ќе простиме, во истиот момент го победуваме ѓаволот. Во истиот момент. Зошто? Бидејќи вика Ефесијаните 4 глава 32 стих вика, простете како што и Бог ви простива. Ако ние простуваме како што Бог ни опростува нас, ѓаволот нема никаква власт над нас. Простуваш и ѓаволот едноставно неопростувањето е некоја задача што ѓаволот ја направи. Ако ние ја отфрлиме и простиме, значи дека тоа што он сакал да го протне во нашиот живот, ние веќе сме го отфрлили. Затоа, многу пати некои ќе речат, ама ја не го слушнав да му прости. И знаете што, некојаш простувањето можете да го направите во себе тајно. Едноставно, не морате да отидете на некој, можеби никогаш нема да го видите тој човек што треба да му прости. Ама ако простите внатре во вашето срце, тогаш се случува една духовна победа. Силна победа каде што вие никогаш нема да може ѓаволот да ве надвладеува ако го применувате. Јас многу пати реков, после таа проповед што ја проповедав минатиот пат, Бог ми зборуваше, може би е смешно, 2 пати си ја преслушано, 3 пати. Мене многу ми значи, нештото што јас сум го кажал, верувам дека било под водство на Бог. И велам, колку и да се тешки работите, колку и да некој ме навреди, ќе простам одмah. Одмah ќе простам без разлика што да се случи. И верували или не, многу ми помага. Многу ми помага. Добро е да простиме за да се скрши интригата на ѓаволот, да го растера гневот во нас, да ја отвори вратата на благост. Ова е нешто многу важно. Кога имаме чисто срце, без гнев, опростено, вели, ако е до вас, бидете во мир со сите, кога сме во мир со сите, Бог ги отвара вратата на благослови. Значи, дефинитивно благословите почнуваат да течат. Ки исцели многу врски меѓу луѓе, опростувањето ги исцелува многу врски меѓу луѓето, луѓе што биле скарани, кога си опростиле, почнува да живеат заедно, е многу важна работа. И сега, како да го користиме се ова? Кога ти е тешко во срцето и знаеш дека си под притисок, сети се, сега треба да простам. Треба да простам затоа што Бог вели така. И ако ние сме луѓе кои го почитуваме Божиот збор, тогаш нема да имаме проблеми. Сега, не знам уште што би ви напомнал за тоа, но треба да знаете дека ако опростувате, ќе личите на Христос. Тој дојде и направи нешто што е многу важно. Зошто? Вчера споделив еден пост на Facebook и ставив една слика. Може би тоа ќе биде следната проповед, вика
тајната размена на крстот. Што се случи на денот кога Исус Христос беше распнат на Голгота? Денот кога нас ни беа простени сите гревови, и тога се случува таа тајна размена, каде што Исус ги зима сите наши работи, а ни ги дава сите негови работи. Нашите гревови, нашето лошо минато, нашите болки, нашите болести, и ни дава нешто што е негово. Што е тоа? Радост, мир, вечен живот, исполнување, благослови, се што може да дојде од Царството Божие. Затоа го кажувам, никогаш немојте да останете во неопростување. Исус на крајот, пред да го положи животот за нас рече, прости им, татко, не знаат што прават. Јас порано кога возев, во 3 секунди излегував и отварам вратата и бев спремен да се текам. Пред да поверувам во Исус. Но кога поверував во Исус, вака ми го сече патот, јас застанувам и викам, прости му Боже, не знаеш што прави. Со тие зборови, ја ги поминувам сите, и не, пример, ако ми изервира некој кисела вода, одам до Ѓорче, порано. Ја до Ѓорче зборам лоши зборови за тој човек. А вака, на истото место, на истиот семафор, викам, Боже, прости му и не знаеш што прави. Одма сум слободен. Продолжувам да слушам музика и уживам. Ивана ми викаше многу пати на почеток, леле, вика, како беше порано, стално ме држеше вака, не знаеш што. Немој, не излагај, не, чекај, нема да се караш. Иле, викам, тргни се. Сега вика, фала му на Господ. Она ќе слуша кој ќе кажам, ја, ако ми прости му не знам што прави. Вика, добро е, се воздржа. Па да, сум бил во ситуација на семафорите во Русија, на еден да му излезам и не сакаше џаму да ми го отвори, тоа беше може би 5-6 години многу порано. Сега, следното оружје што сакам да го спомнеме, ќе бидам пократок, вера која зборува. Одиме на следниот слайд, за да смени брат на следниот слайд. Тоа е верата која зборува, ги декларира Божите ветувања со нашата уста. Што значи тоа? Стих Марко, Евангелие по Марко 11 глава 23 стих вика: имајте вера во Бога, вистина ви велам, ако некој рече на оваа гора, дигни се и фрли се во морето, и не се посомнева во своето срце, туку верува дека ќе биде она што го рече, тоа и ќе биде. Вика, туку верува дека ќе биде она што го рече. Сме удриле малку фокус на ова. Ќе прочитам уште еднаш. Верува дека ќе биде она што го рече. Замислете се. Она што ние ќе го кажеме. Затоа Исус името е првото наше оружје. Во името на Исус е верата што зборува, верата што прави чуда, верата што променува живот и верата што може да го промени и оној живот кој ние сме мислели дека никогаш не може да биде променен. Ние многу пати се случува да кажеме: овој човек, овој ако поверува тоа ќе биде чудо. Токму оној кога ќе кажеме за оној човек дека не може да поверува, многу пати ќе го видиме дошол до црква. Бато кој ќе дига рака, сите велеле дека он порано шетал со шишета, фала му на Господ, се пронаоѓа во тоа. Порано вика: јас шетав со шишето, сега со Библијата. Никој не верува дека Бато Гоче ќе се обрати, дека ќе поверува во Христос, ама Бато Гоче збори за Господ. 30 години, не знам уште колку, не сум не запамтил бројката, он е во црква и тоа е доказ, жив доказ дека Исус Христос може да смени. И дека она што ние ќе го кажеме е многу силно. Некој се моля, Бато Тале пред да го повика сигурно се помолил: ајде овој човек да дојде денеска во црква. И тоа чудо се случило. Тоа вика, ако верувате во она што ќе го кажете. Он верува да се случува. Значи има нешто. Сега, зошто е се ова тајно оружје? Ке речат, че зборува, вера која зборува, ама е тајна. И како се тајна зборува вера? Што е поента? Тоа што ние го зборуваме со вера, можеме да го кажеме и во себе, ама да стане реалност. Зошто? Затоа што луѓето не веруваат дека зборовите имаат духовна сила. Овој таму нешто сега
кажува збори едно друго прави, ама они едноставно не веруваат дека тоа што ние ќе го кажеме со вера се случи. Еве ќе ви кажам еден пример. Може го имаме споделено. Брат Роберт и сестра Славица минатата година падна од скали и ја пукна бутната коска. И сега, следниот ден, сите очекуваме брат Роберт оди на операција. Јас, Ивана, Лука и Сидора, сите кај нив дома надвор се молиме, саа време, Боже те молиме да биде како што треба, прати добри доктори, прати ова, прати тоа, направи Господи вака, и најнаш Духот Свети вика на Ивана, каже им дека утре Роберт ќе си дојде дома. И ние, ја и Слави, Ивана станува, почнува да плаче и вика, не плачете више, вика, не се молите, Роберт утре ќе си дојде дома. Викам, жено, те молам, викам, немој го јева се во незавидна ситуација. Заврши сето тоа. Она со вера го кажа. Другиот ден одиме во Џамбо, на каса, гужва, 5 каси, 10 каси полни, ја Ивана чекаме ред, звони Славица и вика, тебе прва ти сега ми вика, мора ти кажам, вика, Роберт нема да го оперираат, немало потреба, вика, само дома ќе лежи, вика, само помине, денеска дома ќе си дојде. Она плаче, не кажува што се случило, вика, ме кажи што ти. Сите вака не гледаат, што им е на овие. Викам, бе, кажи човек, што се случи? И ми вика, Роберт ќе се врати дома. Јас тогаш сватим дека се што ќе кажеме во молитва и тоа што Бог ќе ни го каже нас и го кажеме, тоа ќе се случи. Тоа е вера што зборува. Некогаш има луѓе што сакат да пророкуваат на чувства, ќе видат некој бил вака, така или онака, па ќе му кажат нешто, ама не го кажува тоа со вера. Ако слушнете нешто за време на службата, Бог ве потсети на нешто за некој брат, сестра, кажете му го со вера. Некогаш и да е на чувства, што ќе побараме во името на Исус може да се оствари. Ама не ќутете да го кажете тоа. Нормално, филтрирајте го низ словото, размислете дали е добро да се каже и не се плашете за тоа. Зошто? Затоа што словото вели, децата вика ќе пророкуваат, старците вика ќе сонуваат со ништа. Затоа ние сме сите во Христос, ние сме исто, не сме ништо повише од вас, ангел не е ништо посвет од вас. Ниту јас, ниту не знам било кој друг што е 30 години. Некој што е 5 месеци може да има многу повеќе зборови од Бог ако е искрен, ако на вистина му верува на Бог. Се. Што е една од многу другите важни работи кога велиме дека верата зборува? Вера која зборува е вера во молитва и наутро и навечер. Кога зборуваме, гласно молете се. И јас седам во дневник и се слуша там. Ивана се моли, викам, Ивана се моли пак. Андреј доаѓа чути. Најгати се се моли. Вера што зборува е тоа. Да се молиме гласно. Или не, некој брат, не знам било каде, некој не сме биле на, ќе речем, конференција. Ај брат, помоли се за мене. Во името на Исус. Не се срамете. Да се користи името на Исус е привилегија, како да ви кажам уште појдам. Привилегија е да можеш да се застапуваш. Брат Гоче стално вика, фала ти Господи што ни даваш таква привилегија да можеме да се застапуваме еден за друг. Таа е таа молитва вера што зборува. Да зборуваме гласно, да прокламираме гласно, да изгонуваме гласно. Да луѓе бидат ослободени и да знае ѓаволот дека ние не се плашиме од него. Затоа секој човек што до сега го прифатил Христос треба да го знаева. Ама и секој што не го прифатил Христос треба да знае дека треба да го прифати за да го добие тој небесен авторитет. На едно од моите видеа еден школски другар ми пишува, вика, сите сме чеда Божи. Извини, викам брат, ама не сме. Вика, оние кои поверува имаат право да се наречат чеда Божи. Не сите. Ако ние живееме со темнината, ние не сме чеда Божи. Тогаш наш татко е ѓаволот, татко на темнината, ако живееме во грех или ако живееме во нешто што не е од Господ. Затоа треба да го имаме овој авторитет, да можеме да зборуваме после со вера, да имаме вера која ќе зборува. Затоа треба да го прифатиме Христос. И да знаеме дека кога ние сме во Христос, тогаш не сме обичните веќе. Новиот живот што Господ ќе ти го даде е вечен живот и не е стар, како оној порано вели од царството на темнината
ве премести во царството на светлината. Ова е едно царство, ова е друго царство. Ваму припаѓаат луѓето што не живеат со Христос, ваму луѓето што живеат со Христос. Имаше еден брат од Англија сподели сведоштво. Вика, ќе го поврзам, вика, моето сведоштво со една случка. Титаник, бродот, кој човекот кој го направил, вели, тој веруваше дека никој не може да го потоне овој брод. Го поколи Господ едноставно. Ни Господ рече не може да го сути, да го бутне, да го растури. Само една санта мраз го сруши. И на крајот, кога бродот беше рацепен на пола и кога тонеше, на едната страна имаше бродови и пишуваше најдени, а на другата страна имаше загубени листа. Кога ќе дојдеш на копно, можеше да пројде најдени за луѓе што ги бараат своји роднини што биле на копно, да може да ги најдат. Кои се загубени да не бараат џабе да прочитаат дека се виделе. За тие што било подобро. Сега кои сме ние? Луѓе кои живеат во темнината или луѓе кои живеат во светлината? Дали сме пронајдени од Исус и живееме за вечен живот или сме пронајдени за смрт? За вечниот оган. Треба да одбереме. Затоа сакам да ве поттикнам денеска да размислиме кај сме. Јас верувам дека сум во царството на светлината, затоа што јас верувам дека Исус Христос дојде и го промени мојот живот и целото моје семејство. И затоа кога ќе дојдеме во царството на темнината, ние сме луѓе кои имаат авторитет да имаат вера која зборува. Мене стално шурата ми викаат, добро бе, ти веруј си, не мора да им збориш на други. Не. Исус на крај 28 глава Матеј вика, одете направите ги сите народи мои ученици. И ако тоа го вели, тоа важи за сите. И за вас. И за мене, и за сите кои веруваат во Исус. Сега, последното и најмоќното оружје кое ние го имаме, а тоа е проливаната крв на нашиот Господ Исус Христос. Крвта на јагнето кое се жртвуваше за целиот свет. Сега, први сакам да разбереме што е тоа. Тоа е нешто, ќе го наречам символ на Христовата победа. Пролеаната крв е печатот кој е ставен врз нас. Во Откровение вика, ги измија своите облепки преку крвта на јагнето. Како ние можеме да се очистиме од целиот грев што сме имали? Само преку жртвата и преку крвта на Исус што беше пролеана. Минатиот пат го спомнав, замислете колку е тешко и што направи Исус за нас. На крстот, Никола шајка му тече крв и он вика, татко, прости. Макова другата пак, вика, прости. Никола нозето му вика, пак, прости. Го остава, не знам колку сати на крстот, тој упорно бара прошка за својот народ. Јован 3:16 вели, зашто Бог толку го возлюби светот и го даде својот единороден син за секој што ќе поверува да не загине, туку да најде вечен живот. Што значи тоа? Дека преку таа жртва ние више нема да бидеме изгубените. И таа крв што е пролеана за нас на крстот е нешто што не може никој друг да го направи освен Исус. И затоа ова оружје што ние треба да го имаме и да го користиме, треба да биде символ дека Христос ја победи смртта, дека ги изчисти нашите гревови и дека постави заштита врз нас. Рамеш Ричард, еден од најголемите, Рамеш Ричард, не знам како се виш баш точно, да не сгрешам, мислам дека така се викаше, еден од најголемите сатанисти кој поверувал во Христос. Од кога додека бил во сатанизмот, во неговата населба дошли некои деца како со гитари да го слават Исус, и он не можел да ја слуша таа музика и одишол и рекол, сега ќе одам и ќе им наштетам, ќе ја расипам ово. Вика, кога отидов таму, он дава сведоштва што доживеа. Вика, имаше огнена бариера околу нив. Тоа е таа заштита што Бог ја поставува кога ние ќе поверуваме. Сакаш ли денес да имаш таква заштита? Прифати го името на Исус. Сакаш ли денес да живееш под закрила, под заштита на крвта на Исус, под таа жртва да бидеш откупен? Поверувај во Исус. И знај дека Бог ќе постави врз тебе заштита која не може никој да ја сруши. Дури Исус рече, јас ќе изградам црква. И портите на адот нема да им владеат. Тоа е исто знак дека кога Бог ќе изгради во тебе нешто, никој нема да може да го надвладее тоа. Амин? Мислам дека Бог е оној кој може да постави таква заштита и ние за секогаш да бидеме заштитени.
За каде? За вечен живот. Сега, видите што е многу важно. Денеска братот го сподели своето сведоштво и уште еднаш му покажа на ѓаволот дека го победил. Како? Во Откровение 12 глава 11 стих вели вака. И го победија, вика, го победија ѓаволот, вика, со зборовите на своето сведоштво и со крвта на јагнето. Кажа што Бог направил за него, ја прифатил жртвата и кажал дека таа жртва, таа крв е највредната нешто за него. И кога многу пати сум слушнал, се молат и јас го практикувам тоа некогаш кога е алармантна многу ситуацијата, сега вели го покривам овој човек со крвта на Исус. Што значи тоа? Откупуваме се од него што има лошо во него и бараме да биде ослободен. И тоа е нашето оружје. Кога Исус умре, за да има нешто што ќе го скрши ѓаволот. Ѓаволот кога Исус умираше на крстот, готово, го среди, сега ќе го убијат, вака ги чеше жртвата, но кога види што се случи после третиот ден, не знаеше кај е. И уште не може да се помири со тоа, јас сум сигурен. Вика, преку својата смрт го победи. Со смртта ја победи смртта. Што значи тоа? Жртвата што ја направи, крвта што ја пролеја е доказ дека ѓаволот е победен. И секој кој живее и верува во името на Исус, верува дека он бил погребан, дека умрел за нашите гревови, дека бил погребан и дека на третиот ден воскреснал. И ја прифаќа жртвата на Исус Христос. И верува дека е под заштита на кога е под името на Исус, тој човек цели за вечен живот. Затоа го храбрувам, ако некој денеска не го направил тоа, нека го направи. Сега, кога да ја користиме? Да го користиме ова оружје, кога, зашто ќе правиме ние цело време или за крвта на Исус ќе збориме? Не. На почетокот и на крајот на денот. Ја многу пати викам, Боже, овој мој дом дека биде покриен со твојата жртва, со твојата крв. Таму вели во Стариот Завет, вика, на мачките ги над вратниците, вика, кога ќе помине ангелот на смртта, вика да не умре никој. Тоа значи дека и ние со жртвата на Исус треба да ги покриваме нашите домови и нашите животи, за да бидеме под таа заштита. Јас верувам дека тоа е нешто што ние треба да се да направиме и да го прокламираме, да го кажуваме. Да го правиме тоа кога имаме борба самите во себе или кога се молиме за некој. Кога имаме страв во нашиот дом, исто. И да го користиме како заштита за нашите деца. Боже, ние нашите деца ги покриваме со твојата жртва, со крвта што ти ја пролеа за нас. И веруваме дека заради тоа ти ги чуваш нашите деца. Тој рече, оставете ги децата, нека дојдат кај мене. Ние тоа вериме денеска, Боже, ние ги оставаме нашите деца да дојдат кај тебе. И веруваме дека тоа што ти го направи на крстот ќе ги чува до крајот на нивните животи. Затоа, знаете, сакам да го охрабрувам. Бог нас не остави безпомошни. Ни даде оружје како? Одимо уште еден слайд надоле, да се подсетиме. Ги имаме сите овие работи и да веруваме дека ова може да имаме вечен живот преку вера во Исус Христос. Ни даде духовни оружје за да го разбиваме мракот, да ја кршиме темнината, да го носиме Божјото присуство и и тоа присуство да носи победа за нас. Да го користиме со вера и да веруваме дека се додека ги користиме овие работи, нас ѓаволот не може да ни наштети, затоа што го имаме единствениот жив Бог, Исус Христос, кој се грижи секој дневно за нас. Не велите Бог е далеку, никогаш нема да го кажете тоа. Бог е секогаш тука во истиот момент кога вие ќе го повикате. Само кажи, Исусе, те молам, и еве го Исус тука е спремен да скрши се што ти ќе побараш со вера. Затоа, останете силни, бидете благословени, верувам дека Бог ќе не подсетува на овие работи, ќе не прави вистински Христови борци кои никогаш нема да се откажат од Него. Бидете благословени.